Долгогодишната агонија со пиење хемиски или бактериолошки неисправна вода за пиење, присутна на теренот повеќе години поред, како и неажурноста на местните заедници со редовно хлорирање на водата, редовно резултираше со негативни резултати по испитувањето на водата од страна на Центарот за јавно здравје во Кочани. Општина Виница започна со монтирање на фотоволтаични панели на селските резервари, со кои ќе се овозможи автоматско хлорирање на водата. Ние како локална самоуправа се стремиме сите жители на општината Виница, посебно од селските урбани средини, да имаат чиста вода за пиење. Во таа насока се и нашите напори за надминување на овој долгогодишен проблем. Со овој нов систем, со користење на сончевата енергија, стартуваме во 4 населени места, и тоа во Трсино, Трстија, Крушево и Пеклани, а во тек е и постапката со урбанистичка документација за изградба на филтер станица во селото Трсино, за кои средствата веќе се обезбедени, ни изјави градоначалникот на Виница Емил Дончев. Според директорот на јавното предпријатие Игор Спасовски, со помош на овие панели, струјата се складира во акумулатори и ќе се овозможи 24 часовна контрола на хлорираната вода, така да човечката рака повеќе нема да биде потребна, а со тоа водата ќе биде 100% заштитена од несакани загадувања. Оваа инвестиција е од општинскиот буџет и е во висина од 256.000 денари. Меѓутоа, според најавите, за прочистување на водата се планира и дополнителни средства во насока на комплетна контрола над квалитетот на истата и целосно преземање на водата од страна на јавното предпријатие од Виница.